Државата до година планира да потроши 5,5 милиарди евра народни пари. Тоа е за дури 550 милиони евра повеќе отколку планираните приходи во државната каса, кои што ќе се обезбедат со задолжувања. За тоа како ќе се трошат парите до година, денес сме во собранието, разговараме со пратеници од власта и од опозицијата. Од целиот буџет за следната година, дури 86% се тековни трошоци, кои вклучуваат исплата на плати во јавниот сектор, пензии, субвенции, набавки на стоки и услуги, додека пак останатите 14% се во ставката капитални расходи или во апсолутен износ 773 милиони евра. Ова е доволен аргумент за власта да го нарече овој буџет стабилизирачки и развој. Председателот на Комисијата за економски прашања, пратеникот од редовите на СДСМ, Диме Велковски, вели дека буџетот е реално проектиран и остварлив и тврди дека капиталните инвестиции ќе се реализираат со добра подготовка на проектите. Оваа година имаме, затоа цела година назад се работеше на проекти во делот на изградба на патна инфраструктура, каде што нели локалните компании ке работат, што значи дека барем во економијата и во финансиите потребна е инфраструктура, потребна е изградба, потребна е инклузија на градежна оператива, потребни се плати и затоа имаме финансиска рамка каде што по делови се знае со новите системи кои што се вградени во буџетот, а тоа е да ве потсетам дека оваа година првпат имавме и оној, како да го наречам, буџетски совет кој што го направивме, тоа е надворешно тело кој што работи во делот на финансиите, поготово се луѓето веќе ги знаете кои се, тие се делегирани од Завод за ревизија, Македонска академија на науки, Економскиот факултет и така натаму, кои што исто така и оние дадоа проекцијата во делот на буџетот и се работи на оние европски практики каде што веднаш таму каде што нема подобра реализација, средствата мора да се префрлат онаму каде што се потребни. Според пратеникот од редовите на опозицијската ВМРО од ДПМН, Бојан Стојановски, кој што е и претседател на матичната собраниска комисија за финансирање и буџет, трошењето на народните пари во 2024 година е доминантно за тековни потреби и се сомнева дека воопшто ќе се реализираат планираните инвестиции во инфраструктурата. Во услови кога нашата држава ќе има двојни избори, кога што практично е невозможно да се реализираат, бидејќи неколку месеци целата економија ќе биде закочена. Вие знаете дека согласно другите законски регулативи не може да се ефектуираат одредени такви трошоци. Понатаму, ако видите колку е ефективно во претходните 2 години се вложило во капитални проекти кои што ќе останат, излегува дека помалку од 700 милиони евра за 2 години оваа влада потрошила за капитални инвестиции, па се поставува прашањето со што може да не убеди дека наредната година при услови на двојни избори ќе реализира 773 милиони евра. Ако видите практично до 30 ноември колкава била реализацијата по податоците од Министерството за финансии на сајтот Отворени финансии, ќе видите дека реализацијата била 66% во услови кога требало да биде 90%. И ако ги погледнеме извештаите на Светската банка и на Европската комисија, дека ние имаме слаба администрација која што има дискоординација помеѓу институциите задолжени за реализација на капиталните инвестиции, доаѓаме до заклучокот дека едноставно не можеме да реализираме таков процент на капитални инвестиции. Понатаму, само слободно можеме да ги видиме сите текстови на буџетите на изминатите 7 и ќе видиме дека се повторуваат истите проекти. Таму ќе го најдете клиничкиот центар во Скопје, кој што не се гради. Клиничката болница во Штип, која што не се гради, и за овие два проекти плаќаме пенали. Ќе видите патни правци кои што немаат никаков почеток или реализација во изградбата, железнички пруги исто и така натака и така натака. 10 работни дена претениците од матичната комисија за финансирање и буџет дебатираа за планот за трошење на народните пари за 2024 година. Па ги прашавме двајцата претеници колку тие низ собраниската процедура преку амандмани успеаа да предложат подобра верзија на буџетот до пленарната седница каде што ќе се гласа. Па со жалење морам да констатирам дека не успеавме да направиме подобра верзија од буџетот, бидејќи мнозинството ги одбиваше нашите амандмани, веројатно со некој заземен партиски став консензуален. Од 272 вкупно поднесени амандмани успеа само 3, од кои што 2 беа на мнозинството и 1 на опозицијата, нешто што сметам дека досега е историски минимум, односно никогаш помалку амандмани не беа прифатени. Нашите амандмани беа концепирани во насока на неколку, би кажал, пилари или столбови, и вреди да кажам дека поднесовме 9 амандмани кои што ги бараа синдикати од различни сфери во општеството, кои што ниту еден од нив не беше прифатен. Комисијата, начинот на кој што е деловнички уредена, е сосема солиден.
за да можат граѓаните пред јавноста за да можат граѓаните нели со увид на јавноста да ги видат аргументите кои што ги разменуваат пратеничките групи, но на крај жалосно е што не успеавме владата да ја убедиме да прифати некој дополнителен амандман, бидејќи сите амандмани одеа во насока да се бустира секторот за реализација на капитални инвестиции, бидејќи Република Македонија со економската слика која што ја има, нема друг начин да го стимулира економскиот раст освен преку реализација на капитални инвестиции преку секторот градежништво. Па тоа секогаш постои, значи знаете и самите, амандманската расправа траеше 10 дена, каде што 3 дена во договор со опозицијата се договараме, значи 3 дена беше општа дискусија по однос на буџетот, се со цел да дадеме што е можно повеќе време на амандманската расправа. Беа поднесени повеќе од 270 амандмани. Кога ќе видите математички, тоа секогаш го правило и кога Социјалдемократскиот сојуз бил во опозиција и сега ВМРО кога опозиција, меѓутоа имало и по 600 и по 700 амандмани. Меѓутоа сето тоа да се собери, за тоа ќе ни биде потребно 10 буџета, вака од финансиска гледна точка. Знаете, целта е, затоа го кажувам, основните работи мора да функционира државата. Се прифатија неколку амандмани, сега овака 10 милиони денари се прифатија во делот на превенција за здравствена заштита. Мислам дека неколку амандмани се прифатија во делот на водоснабдување за проекти кои што се започнати и треба уште малку финансиски средства кои што потребно е да се доизгради. Меѓутоа имаме на пример амандман каде што државата има направено социјална зграда, така да ја наречем, или зграда кај што треба во делот нели на социјалата социјални станови, така да ги наречам. Меѓутоа таа се прави по детален урбанистички план кој што го прави општината и така натаму. Се бараше амандман каде што треба 6 милиони денари да обезбеди државата за да се приклучи државата кон водовод. Тоа е работа на локална самоуправа, затоа ги добива и комуналиите, тука нема никаква врска централната власт. Целта е што е можно повеќе да се поделат и правата, меѓутоа и одговорностите. Се знае што е централна власт, се знае што е локална. Едно од прашањата за кои двете најголеми пратенички групи вообичаено ги судираат копијата е и задолжувањето на државата. Според предлог буџетот, во 2024 година планирано е да се позаемат речиси 1,3 милијарди евра, од кои поголем дел се за раздолжување на стари долгови, но дел се и за нови трошења, односно буџетскиот дефицит. Точно е наведено за што ќе се задолжува. Затоа велиме дека ако се задолжуваме само за ликвидност, ако се задолжуваме само за исплата на плати, тогаш тоа не е добра работа. Меѓутоа, сите задолжувања се врзани со проектна документација за изградба на капитални расходи, каде што сметаме дека треба да имат дополнителен ефект. Меѓутоа, опозицијата не кажува, затоа јас сум тука да го напоменам тоа, дека во буџетот се ставени средства, финансиски средства во висина од 45.000 милиони денари за враќање на стар долг. Затоа, кога ќе видите оваа криза, ова сакам да го напоменам, дека кога после 2017 година процентот на задолженост на државата во однос на бруто домашниот производ беше отприлика 49%. Годините кои што беа заклучно со 20 година, тој се намали на 47 и имаше една развојна компонента, значи кога нема криза, кога нема претумбации или глобална економска криза во делот на економијата, целта на оваа влада и тоа го покажа. Затоа тогаш ќе ве потсетам, дефицитот на годините кои што беа 3, кои што ги споменав, беа 2,9, па 2,7, па 2,5, една година беше 2,3. Јавниот долг се зголеми од 2020 година кога почна ковид кризата и тоа го направија и сите земји. За жал, меѓутоа тоа го се покаже и со енергетската криза која што па и економската криза глобална која што ја знаеме од војната Русија-Украина и затоа тој гап се зголеми се со цел бидејќи ние финансиски средства во 9 пакета ги дававме на граѓаните. Стојановски се сомнева дека власта ќе има дури и поголема потреба да позаемува пари поради лошо планирање на приходите, а задолжувањата според него веќе се алармантни. Многу ќе биде загрижувачко. Ова го кажувам и ќе го подкрепам со следниве два факти. Првиот факт, само за оваа година во изминатите 30 дена се извинувам, собранието изгласа за да биде гарант на заеми од 766 милиони евра за 30 дена.
И тоа зборувам со тоа што до крајот на годината најверојатно треба да влезат уште 200 милиони евра од ММФ. Тоа значи дека ние веќе до 31.12 ќе си имаме задолжено над 9 милиарди евра, или практично во последниве 7 години само една влада ја задолжи Република Македонија колку сите влади претходно. Наредната година сега ќе ви кажам зошто нема и покрај тоа што би сакал да се задолжиме само 1,2 милиарди евра, бидејќи тој претпоставен долг или тој проектиран долг кој што треба ние да го пополниме со земање заеми се базира врз основа на планираните приходи кои што треба да влезат во буџетот. Планираните приходи нема да се случат заради неколку работи. Првата е, они велат, ќе имаме повеќе приходи затоа што ќе се нормализира економијата во нашите најсериозни трговски партнери, Европската унија и Германија. Ние не можеме да влијаеме на тоа, ниту па може да знаеме дека тоа ќе се случи. Втора работа велат со продажба на државен имот и државно земјиште. Како ние знаеме дали тој имот ќе има купец и како ние знаеме по која цена ќе се продаде. И третата работа викаат оваа година ќе наплатиме 460 милиони евра повеќе од даноци. 37 милиони евра повеќе од ДДВ. Како што сите знаеме, ДДВ е данок на потрошувачката. Во претходниве 2 години имавме повисок принос од ДДВ затоа што инфлацијата беше повисока. Сега инфлацијата се намалува, па прашањето е врз основа на што ги базираат тие проекции. Ако вас не ви се случат проекциите дека вие ќе имате повеќе приходи, значи на крајот на годината ќе имате поголем дефицит. 32 години ни се случува тоа. Секоја влада без исклучок од која политичка партија припаѓам, се случувало да приходите не се исполнат на процентот на кој што биле проектирани пред почетокот на годината, што значи дека таа дупка ќе продолжи да расте. И тука кога ставиме феноменот на тоа дека не можеме да предвидиме какви работи ќе се случат или дека секогаш ќе има непредвидени трошоци, еве еден факт дополнителен, ние на претходната година не знаевме дека ќе почнеме со реализација на Бехтел и ЕНК проектот, па се задолживме дополнително на тоа. Што ако имаме тука дополнителни трошоци? Така да во наредната година само по основ на задолжување, ја мислам дека оваа држава ќе треба да се задолжи над 2 милиарди евра. Според пратеникот Велковски, собраниската дебата често излегува од дневниот ред, особено сега кога се наближуваат избори. На комисијата мислам дека имавме коректна дебата, понекогаш и е жустра, понекогаш знаеме да збориме за се и се што зборувам за сите. Јас сум човек кој што ја тргнуваме расправата од основната работа за која што сме тука, меѓутоа тоа ние сме во некоја си предизборие, знаеме кога се денот на изборите и мислам дека тоа е еден фокус на политиката кој што се надам за идните временски периоди ќе се смени, меѓутоа некогаш знаеме да збориме и надвор од темата, што мислам дека не е баш добро. Почитувам јавни дебати во делот, па дури и жестоки дебати, меѓутоа доколку е за тема. Има работи кои што се неточни, има работи кога ќе почнеме да збориме о темата, па ќе отидеме сосема на друга тема, меѓутоа зборувавме многу и за образование, меѓутоа мислам дека кога сме веќе на буџет, сите заеднички треба да се стремиме што е можно финански средства кои што ќе се приберат да се лоцираат таму. Председателот на комисијата пак Стојановски го прашавме колку е возможно да се направи поразвоен буџет и како сегашната опозиција би менаџирала со народните пари. Ќе направиме една многу силна фискална консолидација на буџетот каде што нема да се излеваат пари таму каде што нема потреба. Мислам дека треба да се стави најмалку 2-годишен мораториум на набавка на возила, мебел, на трошење на средства на договорни услуги, на стоки услуги и така натаму. И втора работа, многу сериозен потенцијал и вложување во реализација на капиталните инвестиции. Зошто го говорам ова? Овде сум субјективно, ми го поставивте на мене лично прашање. Затоа што сметам дека градежништвото кое што има 26-7 сродни гранки кои што го дополнуваат, може многу сериозно да ја развижи економијата на нашата држава. Тоа значи дека ако сме се договориле 733 милиони евра да вложиме во тоа, да ги вложиме во компании кои што ќе почнат да градат Македонија на секое место. Дополнително на тоа да ги стимулираме општините или сите други институции кои што се во склоп на државниот систем да ги реализираат капиталните инвестиции, затоа што на тој начин ќе можеме да го кренеме само по основ на тој начин 2 или 3% растот на бруто домашниот производ ќе се зголеми само од ова. Нормално дека секој од својата сфера доколку би допринел, би имало повеќе реализација, но ја лично сметам дека како држава прво треба да го поставиме приоритетот тука и вториот приоритет преку законски решенија кои што ќе ја направат Македонија со регулативи примамлива за внесување на државни на странски директни инвестиции. Според проекциите во буџетот, економијата во 2024 година ќе порасне 3,4% повеќе отколку годинава.